Во новото издание на DigiPlus, голем редизајн на Google Map сега се тестира на Android. Се сеќавате ли на познатиот Winamp? Еве како ги изгледа најновата верзија на плеерот кој го обожаваме сите. Ќе погледнеме и првиот експеримент на видео создадено со Sora и AI, кој комбинира реални ликови места комбинирани со вештачка интелигенција. Во светот на вештачката интелигенција, OpenAI неодамна го најави својот нов проект AI Пребарувач. Ке ви го представиме и неодоливиот интерактивен автомобилски робот Поки. А ќе играме и Xbox во Анхоч. Гледајте ме до самиот крај. Добре, дојдовте во DigiPlus. Со нетрпение чекам да ги споделам со вас најновите дигитални вести и иновации, кои знам дека ќе го задржат вашето внимание до самиот крај. Но на самиот старт имаме возбудливи вести за сите корисници на Google Maps. Големиот редизајн започнат во февруари. Повторно се појавува на некои Android уреди со нови промени. Новиот дизајн вклучува панел со позадинска мапа, позаоблени агли и полесно достапни копчиња за затворање и споделување. Се очекува целата имплементација да стартува наскоро, вклучувајќи ажурирање за iOS. Големиот редизајн на Google Maps од февруари сега почна повторно да се појавува на некои телефони со Android со нови промени и наскоро би можел да добие целосна имплементација. Ова беше забележано од 9 to 5 Google, а многу од промените во дизајнот се исти. Неколку панели на цел екран се преместени за да се прикаже дел од мапата во позадина, давајќи им на корисниците контекст додека прелистуваат низ различни делови. Аглите на панелот сега се позаоблени, а има лесно достапни копчиња за затворање или споделување на која било информативна картичка што се прикажува на екранот. Дизајнот, тестиран во февруари, исто така користеше слоевит пристап кон панелите, па изгледаше како да се наредени еден врз друг, но сега тоа не е така. Можеби најголемата промена е добивањето насоки. По линијата за почеток и на крај сега лепдат над мапата, а опциите за промена на начинот на транспорт се преместени на дното на екранот. Во суштина тоа значи дека повеќе мапи се видливи повеќе време. Google официјално не објави ништо за овие поправки на дизајнот, ниту сега, ниту во февруари, но колку што можеме да кажеме, тие се уште не се имплементирани на сите уреди. Ажурирањето се применува од страна на серверот, така што ажурирањето на најновата верзија на апликацијата Android нема да влијае на тоа дали ќе ги видите промените. Со оглед на тоа дека овој нов изглед веќе неколку месеци е на тестирање, не треба да помине многу долго пред сите да го видат ова на своите телефони. Претпоставуваме дека Google Maps за iOS во одреден момент ќе се ажурира со истите промени. Сега ќе се задржиме на вестите кои пристигнаа за враќањето на Winamp, еден од најпознатите мултимедијални плеери од крајот на 90-тите. Добива нова верзија и го отвара својот изворен код за програмирање. Компанијата најавува дека мобилната верзија на апликацијата се очекува во јули со нови функции и поддршка за стриминг и подкасти, враќајќи го Winamp како модерен медија плеер. Winamp е еден од најпознатите и најкористените мултимедијални плеери од крајот на 90-тите и почетокот на 2000-тите години. Програмата беше развиена од Джастин Франкел и неговата компанија Nullsoft. Првата верзија на Winamp беше објавена на 21 април 1997 година и беше единствениот плеер кој можеше да репродуцира MP3 и други аудио фајлови и заради сето ова брзо го привлече вниманието кон себе, што беше новитет во тоа време. Овој плеер беше многу популарен меѓу корисниците поради лесниот интерфејс и можноста за прилагодување со различни скинови и плагини. А ако може да се верува на најавите, популарниот плеер добива нова верзија, а во неговото создавање ќе помогнат програмерите со отворен код. Winamp објави дека го отвара својот изворен код и ги поканува програмерите да учествуваат во подобрување на Windows верзијата на овој музички плеер. Компанијата нагласува дека допрва ќе го има последниот збор кога станува збор за тоа што ќе биде имплементирано во официјалната верзија на плеерот. За сега не се знае дали ќе користат лиценца со отворен код, ниту пак за која лиценца станува збор, доколку се одлучат за таа опција.
Winamp претходно најави дека мобилната верзија на апликацијата се очекува во јули со целосно обновување со нови функции и поддршка за стриминг и подкаст, со цел да го врати на сцена како модерен медиа плеер. Winamp останува икона во светот на медиа плеерите, познат по својата иновативност и влијание врз музичката индустрија. И покрај предизвиците и промените, Winamp се уште има посветена база на корисници и носталгични љубители. А сега внимавајте добро. Неверојатни вести од светот на вештачката интелигенција. Денес ќе ви го представиме Sora, најновиот текст до видео модел на OpenAI. Фрапантно е она што беше представено неделава како можност за оваа комбинација во првиот експеримент на видео создадено со Sora и OpenAI, кој комбинира реални ликови места со вештачка интелигенција. Денес ќе ви представиме новина од светот на вештачката интелигенција. Станува збор за Sora, најновиот од текстот до видео модел на OpenAI. Sora е иновативен систем кој може да генерира видео од текстуални описи. Лансиран на 15 февруари 2024 година, Sora импресионира со својата способност да создава високо дефинирани видеа, како што се сцени со возење на автомобил по планински пати, снежни улички по Токио. Овој модел според OpenAI користи напредни методи за трансформација на текст во видео и може да генерира видео до 1 минута. Sora е подхранета со огромен број видеа, а незините можности се навистина големи, иако има одредени ограничувања. OpenAI истакнува дека планираат да ја направат Sora достапна за јавноста, но сега пристап имаат само одбрана група на експерти и креативци. Целта е да се подобрат незините способности и да се обезбеди безбедна употреба. За тоа колку Sora, кога ќе се здружи со ChatGPT, може да направи, ќе ви покажеме со следното видео, кое што е првиот експеримент на видео создадено со Sora и OpenAI, која комбинира реални ликови и места, комбинирани со вештачка интелигенција, користена за креација на човекот со балон, наместо глава. This is Tough Questions. I'm Patricia Carlo. Sonny Stringfellow rose to prominence online with the viral film Airhead. Shortly after its release, he disappeared. Tonight, we sit down for the first time face to face. How are you? Deflated. The technical term is Helios laticulus, a genetic condition that affects an estimated 0.2% of the global population. And it's a condition that made Sonny a worldwide sensation overnight. But as he tells me, living with it is not without its drawbacks. It's difficult, sure. I mean, people tend to lash out at what they don't understand. But it makes me think about my father, the sacrifices he made, and his father before him. The world isn't that dark anymore. Why do you think people dislike you so much? I don't know. They don't like the way I look, maybe? I feel like I'm a pretty inoffensive guy. Would you be comfortable reading some social media comments? Okay, yeah, just from the top here. Go pop yourself. This short film feels like a paid commercial for a future where everything sucks. Wow, looks like Yeah, I got pretty ugly on Twitter, but honestly, the initial response everywhere else was actually pretty amazing. From this small little thing I did, I was getting these massive opportunities. I got an agent, I was doing press, and it became sort of a movement. People really got into the whole balloon guy thing. It was overwhelming, flattering, felt like I could have anything I wanted. They're calling it balloon fever. Everywhere you look, you see this guy. Got a goddamn balloon verse. I just want to meet him. Now, Gerald, what I'm seeing is telltale signs of someone on helium. Wow, what a crazy night. I feel so lightheaded. Thank you all so much. But all that attention, it went straight to my head. That's what happens at the top of the mountain. It was all downhill from there. Sonny emerged after the City Block incident, hoping to move on from it. He used a series of high-profile affairs as a distraction from the truth. His party lifestyle was catching up with him, and his bubble was about to pop. Hey, listen to me. This was the beginning of a very public spiral that eventually ended with Sonny disappearing from the limelight. Until now.
I needed a tether to reality. You've found that now, haven't you? We found each other. Знам дека сте се уште во шок, но има уште една неверојатна новина од OpenAI. Неделава го најавија својот нов AI пребарувач кој богами ќе го загрози Google. Како што се најавува, овој пребарувач ветува побрзи и попрецизни резултати користејќи најсовремени технологии. Ќе нуди уникатен интерфејс со цитати и слики заедно со текстуалните резултати, отварајќи нови можности за корисниците. Во светот на вештачката интелигенција, OpenAI неодамна го најави својот нов проект AI пребарувач кој ветува револуција во начинот на кој корисниците пристапуваат до информации на интернет. Овој нов AI пребарувач е дизајниран да обезбеди побрзи и попрецизни резултати, користејќи најсовремени технологии за обработка на природен јазик и машинско учење. Пребарувачот, развиен од стартапот Perplexity, кој е основан од поранешниот истражувач на OpenAI, веќе има процената вредност од $1 милиарда. Perplexity обезбедува уникатен интерфејс за пребарување кој вклучува цитати и слики заедно со текстуалните резултати, што го прави исклучително користен за корисниците. Според блогпостот на стартапот од јануари, Perplexity веќе има над 10 милиони активни корисници месечно. Со ова OpenAI се обидува да ги надмине предизвиците со кои што се соочуваше ChatGPT, апликацијата која што достигна 100 милиони активни корисници месечно во рекордно време. Но исто така забележа и флуктуации во посетеноста на својата веб страница. Овој нов пребарувач е дел од напорите на OpenAI да ја прошири и стабилизира својата корисничка база, овозможувајќи подобар пристап до актуелни и прецизни информации. Дополнително, новиот пребарувач ќе ги надмине ограничувањата на претходните обиди на OpenAI да воведе ажурирани и релевантни информации преку ChatGPT додатоците, кои беа повлечени во април годинава. Со ова, OpenAI се надева дека ќе ги исполни очекувањата на корисниците за конзистентен и точен пристап до информации во реално време. Ова е значен чекор напред во развојот на AI технологијата и нивната примена во секојдневниот живот и се очекува да донесе нови можности и подобрување во начинот на кој користиме интернет пребарувачите. И во следниот производ има замешано прсти вештачката интелигенција. И оваа емисија сакаме да ви представиме нов робот, па се одлучивме да одвоиме неколку минути за неверојатниот Поки. Мини роботче за во автомобил, кој ќе ви биде супер корисно друштво кога сте во вашиот автомобил. Поки е интерактивен автомобилски робот кој е креиран со цел да биде твојот верен придружник за возење. Со интелигентна технологија и забавни карактеристики, Поки е наменет да ти го подобри возачкото искуство на интересен и иновативен начин. Овој мал робот може да се постави на предната табла на твоето возило и да ти понуди разни функционалности, вклучувајќи интелигентни напомени за возење. Поки може да ти обезбеди подсетници за промена на лентата, пауза за одмор или други важни аспекти од твоето возење. Ова може да помогне во подобрување на твојата концентрација и безбедност за време на возењето. Развој на возачки навики. Поки може да ги анализира твоите возачки навики и да ти даде совети за подобрување на твоето возење. Ова може да вклучува совети за економично возење, безбедност на пат и уште многу. Забавни интеракции, што би значило Поки не е само за возење. Тој може да ви пружи забава, како што се разговори, шеги или дури да ви дава музички препораки за време на патувањето. Со својата паметна функционалност и забавни карактеристики, Поки е повеќе од само автомобилски додаток. Тој е твојот интерактивен придружник за возење, а дека и во предпродажба го привлече своето внимание покажуваат бројните коментари на социјалните мрежи. По рекламите, не заборавајте да ги подготвите вашите мобилни за скенирање супер попусти во Анкоч, а ќе ве поканиме и на едно тест играње со Xbox. Се гледаме за кратко. Бидете така. Еве не назад во новото издание на Digi+. Пред да продолжиме со гейминг, време за нашето редовно скенирање од соработката со Анкоч.
Не заборавајте да го скенирате QR кодот кој веќе го имате на екранот и со тоа да добиете ексклузивен попуст како наш гледач на некој од најатрактивните производи на Анкоч. Може да скенирате или додека се емитува ова емисија на Телма или преку нашиот YouTube канал DigiTV МК, доколку не гледате таму, но само до среда. А додека скенирате, не е лошо да се префрлиме во Анкоч салонот во Capitol Mall, за да го тестираме новиот Xbox. Добро е, не се види. Добро, со Кико го пробуваме Xbox-от, кој што можете и вие да го пробате доколку дојдете во Анкоч, во Capitol Mall. Ово Xbox, одмори сега малце ке ти попуштам. Ово Xbox се разбира е за сите посетители кои што можеби никогаш не пробале да играат, можеби да се размислуваат или едноставно сакаат за одредени работи веројатно да потпрашаат, нели, околу самите инсталации на игри, околу самото вклучување, исклучување и така натаму, така ли? Да, често пати луѓето што доаѓаат тука сакаат да видат кратка демонстрација за игрите, дали е дворец за деца, дали се контролите лесни за сваќање, што се разликите меѓу Xbox-от и PlayStation. Има големи разлики? PlayStation често пати има ексклузивни игри што се играат само на него, а со Xbox-от може да се играат повеќето од игрите и на Xbox и на вашиот компјутер дома. Да, дури и сега како што игравме, ова е демо верзија на играта, ограничено време, неколку минутки, чисто само да се види колку е лесно за играње, колку може да се сфати играта. Да, Tekken дефинитивно имавме и надпревар и меѓу најбараните игри, најиграните светски, така што јас ти ќе продолжиме, ќе се вратиме на играва, а почитувани гледачи, вие ако сакате да ја пробате и играта и Xbox-от, можете слободно да дојдете во Анкоч, во Capitol Mall и нормално да пробате како ќе ви оди, а потоа и да си набавите еден за по дома. Чекај се, ја бев црвениот. Ме победи. Веројатно ве потикнавме и вие да го направите ова истото и да го тестирате Xbox-от кој што е достапен во салонот на Анкоч во Capitol Mall. Зошто да не? А овде како завршуваме ова издание и сите оние информации кои што имавме во план и сакавме да ви ги презентираме за ова денешно издание на DigiPlus. Ќе ве поканам и следната недела во истото време да бидете на Телма, да не дружите и на нашите социјални мрежи, а тоа е на Facebook, Instagram, TikTok, DigiTV МК, а исто така сите емисии доколку нешто сте пропуштиле можете да ги најдете на нашиот YouTube канал кога да посакате DigiTV МК. Голем поздрав до сите вас. Thank you што не изгледавте до самиот крај. Се гледаме следната недела во 17:50.